колку граѓаните се осмелуваат да пријават некаков прекршок? Има злоупотреби, дали имало пријавување, има и ќе има пријавување. Она што практично ние го правиме, ги примаме повиците, ги препраќаме, проверуваме чиви се тие возила, ги препраќаме до институцијата чива собственост е тоа, им наложуваме да си преземат какви можат законски мерки и бараме повратен одговор истата институција за да можеме да пратиме на човекот кој што го поставил или граѓаниот кој што го поставил тоа прашање. Секоја пријава од граѓаните ние веднаш реагираме, постапуваме и ја препраќаме. Можеби да има една до две мейл адреси кои што сме ги примиле, сме пратиле, па чекаме одговор, па не сме одговориле на време на граѓаните, но можам да ви кажам дека граѓаните се осмелуваат. Обично има некои пријавувања, сретнале возило со такви таблици на пазарче, па сме одговориле дека тоа било возило при општина Гази Баба како инспекторски надзор на Кванташки пазар, ако не грешам, имало возило кое што било сликано во маркет, некаде во некој од маркетите во Скопје, кое што било да, ја кажувам, одговорите какви се дали е тоа вистина или не, тоа нас не е одговор од институцијата, го земаме како вистинит одговор. Имало и возила каде што имало реални прекршоци, па сме постапиле, сме пратиле до институциите, понатака ние немаме никаква надлежност да знаеме дали они се казнети, дали е некаква поведена некаква дисциплинска постапка или слично. Има институција која што води во бројот на казни, можеби, или функционер? Не би можел да издва, навистина не би. Што сите ги прават, можеби, сличните грешки. Дали сме постигнале целта, можеби не сме постигнале 100% искоренување на злоупотребата на возилата, но можеме да ги видиме секојдневно во сообраќај како се движат овие возила со обоени таблици и лесно препознатливи за јавноста, каде што јавноста може да пријави и кај нас како служба, која што имаме објавен телефонски број и имейл адреса, а може да прати во било кој медиум, па медиумите да ја расшират во јавноста, дали имало